Семејната вековна традиција, спакувана како понуда за алтернативен туризам, редовно носи стотици гости од светот на најпознатото бачило на Балканот, бачилото Клепало. На надморска височина од 1350 метри покрај самата граница со Бугарија, само на неколку километри од убавиот Пирин, ова бачило е мека за туристите. Секоја пешачка патека низ питомите Малешевски планини започнува и завршува со бачилото, со гордост вели неговиот сопственик, 42 годишниот Владо. Овој човек сватил дека странците го сакаат сето тоа што го изгубиле со годините на урбанизацијата. Сака да се вратат на традицијата, на старата и добра кујна, на недопрената природа и чистиот воздух. Па гости имаме, кажано, така од цел свет. Од Холандија, од Германија, од Америка се доваѓале, од Австралија, од секаде, комплетно од цел свет. Значи, кај што се чуло за Малешевијата, за Бrodskиот крај, за бачилото, секој поминал, дошол. Маглата го заробила денес бачилото со неговите 200 овци и 60 на крави, но целта на домаќините е јасна, се во функција на туризмот. Мајката на Владо е најодговорната за храната на гостите. Таа годишно подготвува над 300 шишиња со природни сокови од сите плодови што се кријат во Малешевските планини, но и над 150 канти со овчо сирење, павлак и кашкавал. Холанџаните се некој посебни свет, така искаа се да разгледаат, да прошетаат, да видат. Сакаа некои се такви по домашни работи. Иако Беров интензивно работи на развојот на туризмот, ова бачило до сега не искористило ниту денар од државните пари наменети за рурален туризам. Нема пат, нема струја. Парат локации, нели? А Клепало уште не е урбанизирано. Слушаме таму по телевизија овие нови програми дека ќе се као урбанизира. Значи ќе можеме после да конкурираме, да изградиме, да доградиме. Бачилото Клепало и слични објекти за рурален туризам се таргет на невладината Балканија, која ќе формира Македонска асоциација за алтернативен туризам со цел заедничка промоција и делување.